Овде сега како што гледате се буквално серпентини цел овај пат. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташет. После солидна пауза од не знам неколку 3 месеци, тоест всушност не возам јас и подолг временски период, уште од лани ноември месец, негде декември ме возено, зимата беше ладна, потоа 3 недели ми беше на мајстор моторот, беше расипан, имаше проблем, но повеќе за тоа ќе ви кажам во посебно видео кое што ќе направам за ревју на моторот. Тогаш ќе кажам и што беше проблемот и како се реши и повеќе детали за моторот. Значи јас моторот го зедов пред 2 дена, а денес сме 3 мај. 3 мај сабота. Како што можете да забележите, малку и таблата си изменив, нов држач тука сенка си ставив на таблата исто така. Имам порачано и нови гуми кои што треба следни денови да пристигнат и да му ги сменам. Станува збор за Pirelli MT60 RS. А денес одам да патувам кај еден мост во близина на Гребен. Одам сега се движам од Битола кон граничниот премин Меджитлија и од таму покрај Лерин, покрај Кајлар и покрај Кожани се движам кон градот Гребен, од каде што ќе го посетам тој еден интересен мост над една река и ќе се упатам потоа кон Костур. И од кај Костур кон Лерин ќе се вратам назад во Битола. Вкупно од тука до мостот имам 166 км, GPS-от предвидува 2 часа возење, дел е нешто малку автопат на почетокот, меѓутоа не се. Така да сега е 8:35 часот, некаде до 11 часот би требало да бидам пристигнат кај мостот. Не планирам за сега нешто паузи да правам по пат, но останува да видим. Тука веќе возам низ Пелагонија, се наближувам на границата, имам уште 500 метри до граничниот премин некаде. А иначе гумите што ви реков дека ги порачав се 60 со 40 соодност, односно 60% за на асфалт и 40% за офроад. Очекувам дека кога ќе го правам ревјуто ќе ги имам добиено и гумите, па ќе можам и да ви ги покажам. Денес е сабота, викенд, наближуваме на граничниот премин Меджитлија, кој е релативно релаксиран граничен премин, нема ништо многу гужви, но денес има 2 редици, но не изгледа како ништо страшно. Ги поминав 2 гранични премини, поминав преку ред, брзо беше све, дојде секогаш тука е брзо, особено грчката граница, бидејќи само пасош даваат. Не му давате други документи од типот на сообраќајне и не знам што, нешто слично. Само пасош, ви маваат печат, малку потаму предавате зелен картон. Ако ви го дадат арно, ако не ви го дадат, ајде шо напред се, лево видеш мигавец ке вртам, пак ме замина. Афлеле. Тоа што заборавив да го направам денес е да си ја исчистам кацигата, односно визирот од кацигата. Има многу бубачки и не погледот тој. А инаку, додека возев сега до пред малце, ми смрдеше на едно место нешто. Јас си реков такво е местото, иако никогаш до сега не смрдело. Меѓутоа возам и продолжува да мириси. И едно време гледам подетално на ретровизорот, некоја птица извршила нужда на моето ауто. Меѓутоа сега не го гибам, го оставам се под засуши и веќе не ми ни мириса повеќе. А моментално јас сум помеѓу Кајлари и помеѓу Лери. Инаку ова се уште е Пелагонија, само во егејскиот дел. И тука има еден куп повработливо земјиште. Иначе тука одма што влезите Грција ќе забележите премногу знаци на патот за мечки и диви свињи. Ова конкретно тука е за мечка.
Моментално поминувам покрај Кожани, кон Гребен. Стигнав до тука релативно брзо, за точно 1 час. Кога тргнав кога бев меѓу Битола и Грција, некаде беше 8:35 часот, а сега веќе е 8:40, ова 9:43, така да 1 час заедно со поминувањето на границата. А до мостот имам уште 69 км за возење, што би дошло некаде околу 1 час. Од тука сега натаму ќе возам исклучиво само локален пат, така да немам повеќе магистрален пат и немам автопат повеќе за возење. Овај пат го немам до сега возено, прв пат го возам, но делува доста интересно. Останува да видиме како ќе продолжи. Тука веднаш гледате се наоѓа автопатот кој ве носи од Кожани до Јанина, па и натаму. Фактички ако одев Гребен по автопат, сега ќе возев по тој пат таму. А овај пат кој сега го возам, овие локални патишта, асфалтот делува доста нов и мазен, така да очекувам едно многу пријатно возење, а освен тоа има и солидни кривини. Јас тука на овај мост ќе направам сега една пауза, не планирав, но ајде имам време, брзо пристигнав. До мостот имам уште 38 км, околу половина час возење. И сега не можам да се сетам, се обидувам да се сетам, кога одев за Мбаро Спас, највисокиот пат во Грција, поминав еден мост исто во близина на Гребен, а мислам дека не беше овој. Сличен многу, ама не беше овој. Иначе многу е убаво. Се гледа и реката дека е големка, не е баш мала. Ова е реката Бистрица, иначе најголемата река во Грција. Многу е страшно, морам да признам, ова е многу ниско и ви се чини можете да паднете од другата страна. И завршив јас со паузата, време е да продолжам кон Тестинскиот мост. Уште 38 км, околу половина час возење. Моментално поминувам низ селото Мавран. Се наоѓам на 6 км од Тестинскиот мост, а всушност ова кон каде што возам сега кон мостот, таму има премногу такви мостови како тој и всушност ова цело натаму планината Национален парк Пин. Сатот е 11 без 10, така да убаво си предвидов до 11, реков дека ќе стигнам и еве уште 6 км имам. Потоа ќе продолжам со возење низ локални патишта, низ така шумски мали тесни патчиња. Сега е најубаво за возење, бидејќи зеленилото е во подем, природата се буди. Врпчињата си пеат, иако на мотор не ги слушам. Но е сепак една убава гледка наспроти во јули, август месец, кога веќе се е жолто, се е исушено. Гледајте на GPS-от само колку интересно патчето.
Кривинчиња зигзаг. И то благи овај кривинчиња си уживате за мерак. Само јас сакам ова кометла го преминам. Таму врвавите се уште имаат снег. Колку сам убава пролетна гледка. И пристигнувам кај Тестинскиот мост. Веќе гледам луѓе од левата страна, тука треба да завртам. Каде можем тука да застанам? Тука да одам, дали ќе можем да се вратам? Вајда да. Тоа беше Тестинскиот мост. Јас искрено имав нешто поголеми очекувања, очекував реката да е поголема и мостот поголем. Испадна помали дека се тоа што очекував, но сепак во секој случај беше доста убаво, отепав едни 45-50 минути таму. И сега продолжувам кон градот Костур. Меѓутоа тука малку ќе повозам низ националниот парк Пинд. Многу убави патчина има овде, каде и да возите, кривини, малце горничиња, асфалтот е солиден, добар, а мислам исто така и дека имате и офроад патчиња ако сакате да возите, но не сум толку сигурен за тоа. Но во секој случај останува да видиме што на вистина не чека. Гледате, зеленилото преовладува. Мај месец, 3 мај, веќе природата и пролетта се во ек. А од левата страна ова селото е всушност селото Тиста, според кое и мостот кој го посетив пред малку го доби своето име. Значи Тиста и Тистенски мост. А иначе во Грција, кога возите низ национален парк, вака полните линии се во жолта боја, не се во бела како кога возите на нормално место, да речем. Значи низ национален парк лентите се во жолта боја. Исто така и низ Олимп ако возите, исто така ќе забележите дека лентите се во жолта боја. Тука јас треба да одам десно. Сега потаму малку повторно ќе треба да завртам десно. Иначе морам да признам, тоа што го поставив, купив држач за горе, за над таблата да ми седи GPS-от, ми е многу паметна одлука од причина што веднаш, значи како што гледам напред, со еден многу мал поглед во долу гледам и кај треба да завртам. А кога ми беше долу, постојано само праве бака надолу нагоре. Што на отворени патишта е до негде извадливо, меѓутоа кога возите низ населени места, поточно низ градска средина,
тоа може да биде проблем, бидејќи може да ви излези пешак кола пред вас да ви застани, а вие да се пулите долу во GPS-от. Иначе исто така не ми е GPS-ова професионална навигација да речем, туку е мобилен, пак користам Google Maps офлайн карти. Асфалтот тука малку е исчуручен, не е баш сјаен, меѓутоа се вози, нема некои дупки сериозни, барем за сега. А за патот морам пак да кажам дека е многу интересен, тука не е пат за брзо возење, меѓутоа е пат за уживање со многу интересни кривинчина. Значи фактички мостот кој го посетив можете на Google Maps да го најдете како Зијака Бридж. Ќе ви го напишам латинското име во опис. А овај пат е всушност од Зијака Бридж кон Костур, меѓутоа со тоа што ќе се движите прво малку кон запад. Разгледајте картата околу Зијака Бридж, ќе видите и самите колку само различни патишта има вакви интересни. Поминуваме низ селото Липиница. Тука малку улиците се чудни, веројатно за назима да не му лизга изгребани се. Дали ова воопшто е точниот пат? Да. Ме враќа сега тука назад. Веројатно го сгрешав патот онаму јас. Меѓутоа сега се враќаме назад и гледам излегуваме веднаш на точниот пат, односно на онај долу. Ау, еве, јас тука фактички од десно идев и не го видов таму дека пат има ради што наудолно оди. Иако знаци има, ама кој да ги види. Сега тука чекајте, повторно имаме лево и десно. Треба лево. Ако не се лажам. А не би требало, да. Природата е преубава, значи нема ни многу сообраќај тука, нема возила, зеленило сето, воздухот е чист. Само за уживање. Овде сега како што гледате се буквално серпентини цел овај пат. А ова е во близина на селото Воденско. Тука имаме полукружна кривина и камчиња на патот.
изгледа толку беше искачување, сега најверојатно ќе слегувам надолу. Иако беше многу поинтересно да душа секогаш е на горница кога возите кривини, но сепак и удолниците овие може би нема да се нешто стрмни. Додека бев малку подолу, баш ми жежеше, меѓутоа тука некако свежо ветре дувка, идеално е буквално. Размислувам сега, иако немам потреба, меѓутоа сакам една пауза тука да направам на високо на ова свежо ветре. Древе. Ми излегува пред кола, мајката на сред пат беше ждревето од лева страна и го почека мајката да дојде ждревето, кога дојде тоа се тргнаа од десно. Значи од мостот наваму немаше пат за кој можам да речам не уживав. Значи им со кривини, им асфалтот е одличен, значи мазен, нема дупки за возење. Не знам, предобро нешто и времето е погодено, свежо ветре си дувка. Значи идеален ден за возење на мотор. Наближувам до Костур, се наоѓам на 30 км од Костур, не знам низ кој градче или село моментално врвам. Но не делува нешто големо градче, но не делува ни мало селце, има продавници доста, има згради. Црквата преубава, како и сите цркви во Грција. Во Грција мислам дека сите му се цркви средени, дотерани, со фасади направени лични. Иначе Грција е единствена земја во Европа која што има официјална религија. Што значи тоа, искрено не знам, меѓутоа ете има официјална религија. Неаполи на грчки се вика ова град. Македонското име не го знам. Ете го и градот Костур, сега одиме да влезиме внатре. Тука пишува I love Kastoria. Многу подсеќа на Охрид. Многу од гранките не успеавте да го видите, знам, меѓутоа сега ќе одиме директно таму, покрај самото езеро. Костур е мојот убедливо омилен град. Јас сега моментално размислувам дали да седнам некаде во кафич, дали покрај езерото таму. Ова е од десната страна, иначе Костурското езеро. Мене ми е дури многу поубаво и од Охридското езеро и за пешачење многу е полабаво, некако луѓето се по-разредчени, нема толку луѓе фокусирани на едно место како во Охрид. И едноставно кејот е огромен, значи имате овде 8 км да пешачите, точак да возите, кола да возите покрај самото езеро. Кога прв пат бев во градот Костур, бев со Јове, со кој знаеме некогаш заедно да возиме, и седнавме во овај кафич десно и од тогаш немам во друг кафич седнат и мислам дека е овој идеален.
Бидејќи седите имате цело време поглед кон езерото со зеленило. Тука веќе започнува и пешачката зона покрај Костурското езеро. Нели е преубаво, значи преубава боја на езерото, преубава боја на природата околу него и овие дрва и нивната сенка, цела сцена ја прават многу поубава. Јас одлучив сепак пауза да направам покрај самото езеро. Иначе за Костур ви кажав, има премногу видеа на мојот канал, некаде 5-6 се. Значи одење и враќање од најразлични патишта, бидејќи има повеќе што водат до Костур и назад. Меѓутоа овај дел, овај најубав дел од Костур покрај езерото го има во секој едно од тие видеа. Јас сега само да најдам убава сенка, клупа може и да има, може и да нема, иако сенка е секаде, и да направам една добра пауза. Сонцето гледам и подзаите, се скри од облаци малку. Направив јас тука една солидна пауза покрај езерцето, половина час некаде, а сега е време да се вратам кон Битола. Ке се враќам од кај Вигла скијачкиот центар, односно под Баба планина. Сега сум од другата страна на Костур, се упатувам кон излезот, а од тука од Костур до Битола имам 94 километри. Овие пред мен излета патот го сгреша, или ќе застануват тука? Ќе застануват веројатно. Значи 94 километри од Костур до Битола. Часот е точно 3. Има доста продавничиња низ Костур. Тука сме сега малце како во центарот, може би, на градот. И пристигнав кај скијачкиот центар Вигла. Тука јас ќе направам една последна пауза за ова патување и следно застанување ќе ми биде на граница. Таму долу во далечините се гледа градот Лерин, како и Пелагонија. Моментално поминувам низ Лерин и веќе можем и да го скратам тука видеото. Јас го поминав грчкиот пункт, сега одам на македонскиот, на граничниот премин и тука негде можем и да го одјавам ова видео. Фала ви што го гледавте, доколку ви се допадна притиснете лайк и доколку сакате да бидете известени кога ќе излези некое мое ново видео, притиснете на дугмето subscribe. А до следното видео останете поздравени и чувајте се.